Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Во Тетово беше организиран првиот саем за социјално предприемништво во Полошкиот регион. Цените за огревно дрво се движат од 3000 до 5000 денари за метар кубен. Со низа различни активности поврзани со правата и заштитата на децата во основното училиште Гоце Делчев се одбележува детската недела. Во Тетово беше организиран првиот саем за социјално предприемништво во Полошкиот регион, во организација на Агенцијата за поддршка на предпријатија ЕСА Тетово. На него беа презентирани организации, предпријатија, невладини организации, кои го поддржуваат овој вид предприемништво. Во кампусот на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше организиран саем за социјално предприемништво во Полошкиот регион. Ова е прв официјален регионален саем, кој представува модел на спроведување по активен пристап во поддршка на локалните заедници и луѓето кои се соочуваат со одредени потешкотии и на кои треба да им се помогне да преземат одговорност за своите животи и семејства, да бидат повеќе предприемнички ориентирани и интегрирани во заедницата, преку надминување на зависноста од системот на социјални бенефиции. Саемот сака да прати порака дека ќе се формира еден систем функционален кој што и во Македонија ќе се дава поддршка на социјалното предприемништво. Стратегијата за поддршка на социјални предпријатија, 7-годишната стратегија е веќе усвоена од Министерството за труд и социјална политика. Во тек е подготовка и се надеваме дека до крајот на годината ќе биде и усвоен законот за поддршка на социјални предпријатија, каде што ќе се оформи и легалната форма на функционирање на социјалните предпријатија во Македонија. Тоа значи дека некои од овие невладини организации сега моментално го прават како проект или активност, но со законот и нормално ќе има и финансиски средства за практична имплементација на сите активностите, секој ќе може да се најде себе си во системот дефиниран и ќе може да креира социјално предпријатие кое ќе овозможи вработување на разни лица од маргинализираните групи. Кажеме сиромасни луѓе со зависност, за различни зависности, невработени долгорочно луѓе, стечени работници, деца без родители и разни invalidi i разни други групи. So Macedonia has great potential for solidar economy development. It is new type of enterprise which combine social mission, strong social mission and entrepreneurial approach to solve this mission. So the main mission of social enterprise to have more people active, to take people from these places where they don't work, when they have addiction, where they are some illnesses, and through the reintegration take them to the market, to the society. And I have great experiences from Poland. I am founder of Barka Foundation, and during the period of 30 years we were able to create 500 such social enterprises, and people really rebuilt their life. They went out of the social welfare system and started to work, to clean streets, to paint schools, and their services have been bought by the local mayors, by the private companies. So now here in Macedonia I am working on the legislation on social enterprises, and it is great possibility for any entity which would like to serve to the society to apply for the status of social enterprise. With this status you will be eligible to receive some initial capital, to buy machines, tools, but it should be all the time connected not with private interest but
with the common good, to serve to the society, to the local community. This is the main aim. Сајмот го организираше Агенцијата за поддршка на предпријатија ЕСА од Тетово во соработка со Центарот за бизнис иновации и Центарот за кариера при Универзитетот, заедно со локалниот економски и социјален совет на општина Тетово. Денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше свечено отворен новиот факултет за здравствени науки. За студентите се достапни 2 студиски програми – медицински сестри и физиотерапевти. Ова прилика сакам да му заблагодарувам на министерот за образование и наука, господин Шатири, при доделување, односно донесување и отварање на факултетот за здравствени науки, ни донесе и решењето званично да денеска го отвараме. По таа прилика, уште еднаш користам прилика да благодарувам на министерот за поддршката. Беше едно патување не толку лесно до ова состојба, затоа што крајот на краиштата ова област е многу регулирана и законски и подзаконски и се разбира поминавме сите институционални филтри за да стигнеме до тука. Тоа што е најважно дека ние подготвувавме и да речам техничко-технолошка инфраструктура за да можат нашите студенти да и практичната настава која според студиските програми представува околу 50% делот на праксата, но истовремено да биде во расположение и за средните медицински училишта кои можат да користат услуги во овај дел. Ќе биде отворен универзитетот, како и во сите аспекти, за соработка со комунитетот, со заедницата. 2 студиски програми се, сестринскиот факултет еднот и физиотерапија е другиот, во капацитет од 150 студенти. Првата генерација представува помал број, затоа што сакаме да одиме многу внимателно во тој дел, чекор по чекор, бидејќи така се создава и надставниот кадар, односно стафот на универзитетот, така да и ние ќе се реализираме на тоа постапка до 3-годишни студии се тие, значи тоа се bachelor degree програми кои се акредитирани и веќе званично тоа е во употреба. Денес го искористив приликата да го посетувам Универзитетот на Југоисточна Европа, каде реализиравме состанок со ректорот, но исто така да го посетуваме и новиот факултетот за здравствени науки. Ми представува огромна чест и задоволство тоа што го видов денеска во овој универзитет, дека за мене како министер е многу важно кога теоретскиот дел на настава имат многу добра прилика да се реализираат и преку практичниот дел во настава. Тоа го имаше денеска, тоа го видов денеска во просториите, каде што има прилика да гледам и да бидат презентирани од професорите делот како ќе се реализира теоретскиот дел и практичниот дел на настава. Јас универзитетите и високообразовните институции ги гледам како институции кои треба да соработуваат, но исто така освен соработка помеѓу универзитетите ќе треба да има соработка и помеѓу училиштата, средношколите, заради тоа што со ова голема соработка ќе придобиваат наставниот кадар во средните училишта, но исто така во таа соработка ќе добиваат и учениците и студентите. Според регулативата на јавното предпријатие Национални шуми, цената за 1 кубен метар дрва за огрев е 3000 денари. Но во последниот период, откако граѓаните почнаа да набавуваат дрва за грејење на домовите во зимскиот период, се проширија информации дека се продаваат со најмалку 50% повисока цена од предвидената, односно над 4500 денари за кубен метар. И до 5000 денари достигнува цената за метар кубен огревни дрва. Семејствата кои се греат на овој начин во зимските месеци се жалат дека никогаш не била толку висока. Снежана Стојановска од Тетово вели дека драстичното поскапување многу ќе влијае на домашниот буџет, особено кога и се друго е поскапено. Сите имаме претпоставки колку, да речеме 7, 8, 9 метра дрва користиме зимно време, но
Ако зимата биде многу поладна, значи многу повеќе ќе треба да се потроши, а како што секоја недела се поскапи и поскапи. Сега, моментално, тој што би решил да се грее на дрва затоа што информациите се нема да има струја, скапа струјата, да се префали на дрва. Мислам дека испод 75 евра нема шанса да купи дрва. Според регулативата во јавното предпријатие Национални шуми, 1 кубен метар дрва за огрев е 3000 денари. Директорот Валентин Груевски вели дека приватните оператори кои соработуваат со нив ги зголемуваат цените, особено во местата каде нема блиска шума. Цената во Скопје е највисока, во останатите градови е пониска. Најмногу мислам поради тоа што се работи за големи далечини на транспорт до Скопје. Бидејќи Скопје е голем пазар, а нема блиску шума која може да го задоволи неговите потреби и од подалечните краеви се носат дрвата и мислам дека поради тоа е зголемена цената. Она што јас сум го слушнал неофицијално, значи сепак неофицијално, некаде кубик огревно дрво ДАБ достигнува до 5000 денари. Од Државниот пазарен инспекторат објаснуваат дека според најновата одлука на владата, трговецот на мало може својата продажна цена да ја формира со максимално 10% маржа на набавната цена, во која се калкулираат и трошоци за превоз која одредува самиот трговец, која пак не е ограничена. ДП и пред одлуката казнила 7 трговци по Законот за трговија по донесувањето двајца кои не го почитувале замрзнувањето на маржата. Од периодот од 22.7 до 28.7 извршени се вкупно 131 инспекцијски надзор на територијата на цела Република Северна Македонија, каде што се утврдени 7 неправилности и издадени се 14 прекршачни платни налози. Но ова е пред донесувањето на одлуката. По донесување на одлуката, од периодот од 11.8 до 2.10.2022 година, извршени се над 45 инспекцијски надзори по однос на одлуката на владата и издадени се 4 прекршачни платни налози, и тоа во Гостивар и Кавадарци. Инаку од јавното предпријатие Национални шуми смируваат дека дрво ќе има, но не се знае дали ќе ја задоволи побарувачката. Оваа година побарувачката е многу поголема за разлика од претходните, што според нив е вештачки наметната, па поради енергетската криза и семејствата кои се греат на струја купуваат дрва во залиха. Откако во Собранието ќе бидат изгласани измените на Законот за градење, граѓаните веднаш ќе можат со новата и брза постапка да поставуваат фотоволтаици на своите објекти, на објектите за стамбено домување и на деловните објекти, без да чекаат некакви процедури во општините со документација, изјави денеска министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Ние имавме расправа на Комисијата за транспорт и врски во Собранието и на Законодавно-правната комисија, каде што помина овој закон, овие измени на законот, и сега чекаме на пленарна седница да не повикаат за да биде изгласан законот, односно измената на Законот за градење, со што веднаш потоа ќе можат граѓаните да пристапат со оваа нова постапка, брза постапка за да постават фотоволтаици на кров на своите објекти и на објектите за стамбено домување и на деловните објекти кои што ги имаат на компаниите со цел без да чекаат никакви процедури во општината, со документација да може да постават фотоволтаици на кров. Земјените со почвата, со обработливото земјиште. За поставување на фотоволтаици на земја, да. Значи за тој тип на поставување на градби има утврдена процедура согласно урбанистички план и таа процедура останува иста. Овде мора да се внимава на имотно-правните односи на земјиштето и на урбанизацијата, дали има таква намена на земјиштето за поставување на таков тип на објекти. Заради тоа што од исклучителна важност е да не се јават имотно-правни спорови, судски постапки при поставувањето на ваквите објекти. Заради тоа овде постапката останува иста, но ние сме подготвени, имаме голем број на постапки, има голем број на постапки во општините кои што се водат за поставување на фотоволтаици на земјиште, така што од тој аспект граѓаните можат да пристапат и во таква постапка за инвестиции, но овде има уште еден сегмент, а тоа е и приклучокот и енергетскиот сегмент од овој процес и од еден ваков тип на проект со ЕВН, со сите останати енергетски предпријатија во државата и има строго утврдена постапка која што е на сила. Европската унија овозможува значителна финансиска поддршка во областа на енергетиката, изјави денес евроамбасадорот Дейвид Гир.
The European Union is already providing very substantial support in the energy. Што се однесува за поддршката на Европската Унија во енергетскиот сектор, би сакал да подвечам дека Европската Унија обезбедува значителна финансиска поддршка за областа на енергетика. Првенствено преку така наречената зелена транзиција во обезбедување на обновливи извори на енергија, преку инсталација на различни фотоволтаици во термоелектраната основни. Исто така, во зголемување на енергетската ефикасност во јавните згради, се со цел да можат да се соочат со енергетската криза. Како трето, Европската унија исто така обезбедува финансиска помош за гасната транзиција преку поврзување на интерконекторите од Република Грција према Република Србија и Косово. И таа финансиска помош во овие сфери на Европската Унија се разбира дека ќе продолжи и во иднина. Се разбира дека таа поддршка е во среден рок и на долг рок. Со низа различни активности поврзани со правата и заштитата на децата. Во основното училиште Гоце Делчев во Тетово се одбележа детската недела. Разиграни и распеани дечиња, ученици кои подготвуваат постери и колажи на тема како тие би сакале да изгледа детскиот свет. Ваква беше сликата која што вчера ја затекнавме во училишниот двор на основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Овие активности се реализираат во рамки на детската недела која годинава се одбележува од 3 до 9 октомври, а главниот акцент и овој пат е ставен токму на правата и заштитата на децата. Детската недела, меѓу другото, возможува развој на креативноста кај дечињата преку изработката на најразлични проекти, а истовремено ја зајакнува дружбата и меѓусебната соработка, сметаат наставниците ментори. Во нашето училиште во текот на оваа седмица ќе бидат реализирани повеќе активности. Започнавме од 3 октомври со изготвување на пригодни манифестации кои што се од културен аспект, но исто така ете денешниот ден го посветивме на ликовна манифестација една, во која што решивме децата да бидат излезени во училишниот двор и секоја паралелка да си направи постер кој што ќе биде на тема што сакаат децата, односно како би сакале да изгледа детскиот свет. Со тоа ги потикнавме децата да ги искажуваат своите желби, своите мислења, да соработуваат меѓу себе, да се дружат и овие денови навистина да бидат посветени на децата. Во работилниците во состав на детската недела учествуваат учениците од 1 до 5 оделение, од македонска и од албанска настава, а сите изработки ќе го красат фоајето на основното училиште Гоце Делчев. Децата кои што се на помала возраст, односно од 1 и 2 оделение, си правеа капчиња сами на кои што изработуваа символи и знакчиња кои што тие најмногу би ги сакале, кои што ги представуваат децата и денеска излегува како на дефиле во дворот и си игра детски игри, додека пак учениците од погорните оделенија, како што споменав, изработуваа постер на тема со примена на најразлични техники, како што е печатење, потоа сликање, цртање, правеа колажи, мозаици, интересни и тие ќе бидат секако истакнати во холот на нашето училиште и ќе си организираме и ликовна изложба. Ученичката Кристина Стојчевска пред нашата камера ги наброја правата на децата. Некои од правата на децата се правото на образование, правото на здравство, правото на љубов во семејството и правото на игра и други. Денеска на нашиот постер имаше виноџито, со салфетки го правевме, залепивме правата на децата, а исто имаше деца што играја. Детската недела со работилници по ликовна едукација за човекови вредности и други креативни задачи и содржини поврзани со правата на децата се организираат во сите земји членки на Организацијата на Обединетите нации. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово.
76-годишникот Тетово вчера во 11 часот и 10 минути во СВР Тетово пријавил дека 20 минути пред тоа пред неговата куќа физички бил нападнат од 30-годишниот сосед, а поради недоразбирање околу паркинг место, набргу инволвираниот е обезбеден и изготвен му е соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 20 часот и 45 минути на улица Иво Лола Рибар во Тетово лишиле од слобода 28-годишникот Тетово и 21-годишничкот Тетовско Пршовце, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за документирање и расчистување на случајот, пошто ќе им бидат изготвени поднесоци. 64 годишен жител на Гостиварско село вчера во 12 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 11 часот на улица Беличица во Гостивар две машки лица, од кои едното зборувало на арапски јазик, го измамиле и му одзеле пари. Според пријавеното, тие му ги побарале парите, наводно за да ги покажат на сопругата на едното лице и при тоа му оставиле торбичка со девизи како гаранција дека ќе се вратат. Како што е пријавено, откако не се вратиле, тој ја отворил торбата и забележал дека во неа нема девизи и сватил дека е измамен. Се презимаат мерки за расчистување на случајот. Вчера, околу 14 часот и 30 минути, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 39-годишникот Гостиварско Чегране, кој се однесувал агресивно и ги навредувал додека преземале службени действија во дворот на Гостиварско средно училиште. Нешто подоцна, во 16 часот, тој во СВР Тетово пријавил дека околу 14 часот неговиот малолетен син физички бил нападнат пред средното училиште во кое што учел од друг ученик од Гостиварски Добридол. Пријавениот 18 годишен ученик пак во 18 часот и 30 минути пријавил дека околу 13 часот и 30 минути него физички го нападнало едно лице. Според пријавеното, напаѓачот користел тврд, а му се заканил и со остар предмет. Се презимаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера пак во 18 часот и 10 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 29-годишникот Република Албанија поради непријавен престој на подрачјето. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Предходниот месец на поширокото Тетовско подрачје биле откриени и санкционирани над 2000 различни видови сообраќајни прекршоци, информираат од СВР Тетово. Во текот на минатиот месец, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, на поширокото Тетовско подрачје, во 29 редовни и акциски контроли, вкупно открили и санкционирале 2147 различни видови неисправности, односно прекршоци, или 375 повеќе споредено со август. Во контролните активности, реализирани во септември, а поради констатирани прекршоци, од сообраќај биле исклучени 72 возила, од кои 45 поради стечена регистрација до и над 30 дена, 21 возило поради утврдена техничка неисправност и 6 поради претовар. Во септември исто така од сообраќај биле исклучени и 283 возачи, од кои 161 управувале без возачка дозвола, 72 под дејство на алкохол, 35 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања за оваа категорија возачи, 8 со несоодветна категорија и 7 со важечка забрана за управување. Покрај тоа, во овој период времено биле одземени 15 возила за истечена регистрација повеќе од 6 месеци и бучавост, 88 возачки и 51 сообраќајна дозвола, додека Тетовската пајак служба вкупно подигнала 534 непрописно паркирани возила, најмногу во централното подрачје на Тетово, каде што се наоѓа и најголемата вкупна сообраќајна динамика и фреквенција на возила и пешаци. Во септември годинава Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај изрекла вкупно 730 мерки за неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење. Се уште најприсутниот сообраќајен прекршок на тетовските простори и оваа година.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте.